Благодарам председателке. Со овој амандман предлагам од ребалансот на буџетот со прераспределба да се обезбедат средства за изработка на стручна студија за валоризација на планината Кожув. Таква студија е неопходна прво затоа што Законот за заштита на природата предвидува дека предлогот за прогласување на одредено подрачје за заштитен предел мора да се одржи ваква студија, а втората причина е затоа што планината Кожув во изминатите 10 години е под константен напад од луѓе кои за личен профит спремни се да ја уништуваат и веќе ја уништуваат животната средина, планината Кожув и животите на луѓето во населените места кои се наоѓаат на Кожув и во близина на Кожув, а тие не се малку. Така од 2012 година тогашната влада склучи договор за концесија за води на Конска река за изградба на мала хидроелектрична централа и сега таму на Конска река има хидроелектрична централа, ама нема река. Реката е ставена во цевки и таму каде што порано имаше река, корито обраснато со шума, кај што имаше риби и ракчиња, сега има пустош, нема ништо. Потоа во игра влего оние рудниците на смртта, странски инвеститори во соработка со власта имаа план на Кожув над Гевгелија дневно да ни детонираат од 10 до 20 тона динамит, да ни прават секојдневни земјотреси, во воздух да се крене огромен облак прашина кој што ќе содржаше талиум, затоа што професори кажуваат дека на Кожув има и талиум. Планираат да ни направат брана со хидројаловиште во кој што ќе имаше цијанид. Талиумот и цијанидот се смртоносни отрови и народот тоа го спречи во 2017 со протести, со блокади и со референдуми. За пред година и пол да ни се појави нов таков паметен инвеститор кој смета дека е нормално за негов личен интерес да се уништи една од најчистите реки во Македонија, тоа е реката Дошница на Кожув и таму планира да направи две мали хидроелектрани на два потега, на две места, на два пати реката да ја стави во цевки. И затоа пред година и пол имаше протести, блокади и инвеститорот беше временно одвратен од оваа намера, но сега ни се врати и веќе таму има исечено дрвја, има направено пат до реката, во речното корито има испосечено дрвја, пореметен е и текот на реката. И на населението првично од Гевгелија, од Демиркапи, од Кавадарци, а сега и на народот од цела Македонија, му е јасно со што си има работа и дека ваквиот ков на луѓе немаат намера да застанат, дури не стигнат до личен профит, па макар и се да уништат. И затоа денес, 13 ден поред, има блокада, луѓе со жив штит ја чуваат на Кожув реката Дошница 13 дена поред и планината Кожув, и затоа пред година и пол еколошки здруженија, здруженија на граѓани, планинарските друштва, со професори од Природно-математичкиот факултет поднесоа иницијатива на која се придружија и градоначалниците на Гевгелија, Демиркапи и Кавадарци, поднесена иницијатива за прогласување на Кожув за национален парк. Ама иницијативата година и пол стои во место затоа што нема пари за студија. Да се завршеше со ова до сега, да се дадеа тие пари. Сега студијата ќе беше готова после година и пол, ќе беше поднесен формален предлог за прогласување на Кожув за заштитено подрачје. Со тоа планината Кожув ќе влезеше во посебен режим на заштита и овие зулуми сега што ги има на Дошница немаше да ги има. Не знам стварно зошто се чекаше и зошто уште се чека за споредба од општина Кавадарци, на чија територија се наоѓа реката Дошница, се издадени експресно позитивни мислења за двете хидроцентрали, но за студијата се чека. После се што се случи и се случува на Кожув, време за чекање нема. Оти овие инвеститори немаат баш осет
а државните институции им се и наклонети, значи и ови инвеститори кога шепкаат, институциите слушат. А крикот на народот овие 10 години, изразен преку блокади, преку протести, преку референдуми, слабо се слуша и време за чекање нема, затоа со овој амандман предлагам да се оделат средства за да се изработи таа студија за валоризација, за конечно формално да се покрене процедура за прогласување на Кожов за заштитено подрачје. Благодарам.